Има навистина некои интересни политички согледувања за начинот на кој низ историјата се одвивале демократските процеси. Изгледа дека изборите и одлуката на граѓаните не биле битни, бидејќи тие никогаш и за ништо не решавале. Гледате вие 30 години со Македонија владеат марионетски власти, инсталирани од странски центар и сега сите вие ќе се запрашате што има врска со локалните избори. Има многу врска. Ние мора да се ја вратиме државата назад, ама ајде сега да почнеме од општините. Ако е така, нема зошто да не им се верува на овие високо профилирани политички дејци. Тогаш изгледа невообичаено кога еден од нивните фронтмени прилично јасно покажува дека општината и државата конечно ќе бидат ослободени и вратени назад. И тоа не каде било, директно во нечија топла преградка. Россија побеждае! Россија всегда побеждае! Овој актуелен кандидат за Скопје има јасна позиција и цел, но еден од поранешните челници на тие такви групации кој беше номиниран за истата позиција, откако ги откри сите предавници, има нова мисија. Да ги дели скопјани на оние што дишат градски или на скопјани кои се виновни за востанување на провинцијалниот дух во престолнината. Може би вие забезекнете кога ќе спомнам луѓе како Игор Џамбаз, како Коле Мишевски, како не знам Милчо Чманчевски, како не знам Весна Беви, Калиопи Букле. Тоа не се скопјани. Целиот тој политички циркус кој инклинира кон истокот и обожува да трага по големи, а честопати неточни историски наративи, а себе си да си ја дава улогата на перспектива кон која треба да постои стремеш, тргнува во нов поход. Ние сакаме да внесиме Битола во новиот суверенистички свет кој почна да се спроведува. Ние сме дел од тој нов суверенистички свет, ќе има големи промени во светот, на Балканот, во Битола и во цела Македонија. Ние сакаме први да бидеме во тој нов суверенистички свет, а не последни како досега. Се разбира, никој не сака да биде последен, па можеби шансата треба да се приграви ако сосема изненадувачки некои нови и тоа увезени студенти на Штипскиот универзитет. Меѓу редови ја прокламираат идејата на еден влијателен лик по потекло токму од таа локација. Македонски. Швајцарија е македонски. И на крајот, сепак се ова локални избори, а граѓаните одлучуваат за нешто сосема друго. Доколку ти би бил градоначалник, што попрво би направил овде, во оваа општина? Дали би направил базен или атмосферска канализација? Атмосферска канализација. Да? Да. Зошто баш тоа? За да може да има атмосфера. Најважно од се е да има атмосфера, од и онака, се што останува после неа, редовно завршува во канализација.